колку и да боли, мораме да се бориме за правдата, мораме да се бориме за вистината. Една голема благодарам до сите вас кои што ја свативте пораката и ми дозволувате во мир да бидам и во мир да допринесам и покрај големите мои проблеми од ова злосторничко дружување, од овие убијци во моје довлочени, сакам да се водиме со една вистина. Ова слика е направена од нас. Ова слика е направена кога беше се забрането од мојот брат Јоцо, познат во Скопје како собственик на некогашна носталгија и мој колега во Волците. Ова слика е направена во 6 часот наутро, кога никој не смееше да се доближи и да гледа. Би сакал да се водиме со фактите на вистината. Превише боли сето ова. Еве колку има пламен од целиот објект. Значи, како што можеме да забележиме, само овој дел е бил во пламен. Многумина од вас сте сведоци и во повеќе градови има пожари каде што цели куќи горат, а никој не бил толку критично. Или, освен оне што не можел да се извлече, починувал. Од овде сакам да упатеме апел до владата на Република Македонија да ги провери сите овие информации, затоа што штетата од сето ова е многу голема за цела Македонија, за цел Балкан, за Кочани. Од овде ги повикувам сите онија кои што избираат друг начин тоа да го направат со љубов, а таму Чичо Владо не припаѓа ако повторно одеме со насилство. Чичо Владо, како што умеат да ме кажат младината во Кочани, превише ве сакам. И сето оно што сум го правил за вас, младите, а вие сте мои сведоци. И сите мои гости од цела Македонија и од цел свет кога доваѓале, ги гледале моите очи среќни кога сме биле секогаш со вас. Многумина починаа. Многумина се во критична состојба. Но мораме правдата и вистината да докажеме на друг начин. Затоа што доволни се овие жртви. Ако некој инсистира и го пренесочува
ова сценарио кон некоја политичка опција, навистина треба да бидеш мизерен, навистина треба да бидеш поголем убица од овие што го направиле сето ова, за да користиш бол за твои собствени цели. Имаме начини да го решиме проблемот. Чичо Владо, со ова корупција и овој криминал и овие бандити и овие убијци се бори повеќе од 5 години. И ќе заврши битката во корист на вас, во корист на цело Кочани, против ова злосторничко здружување, за кој што и Тино не веруваше. Со какви зверови се бореме ние, македонци мои, во Кочани. Секако, можеби, ако навремено се делуваше и ако навремено работевме сите заедно, за секако испреплетено како црева во Кочани, од судии, адвокати, кода више, преку извршители, нотари, обвинители, олигарси, лица во УВР Кочани, УЈП, Централен регистар и кој ли не, немаше да дојде можеби до сето ова. Значи, уште еднаш ги повикувам сите да бидеме во мир и со нивен камен по глава да ги изведеме пред лицето на правдата, затоа што на секого детто можело да биде таа кобна вечер овде. Борис на ова кобна вечер бил во кафичот на истиот собственик Класик, каде што имало забава. Забавата продолжила во дискотеката. Борис од негови побуди не отидел. Поголемиот број од неговите другарчини се починати, а доста се и повредени. Немалиот син Љубомир исто така на ова кобна вечер требало да биде и тој тука. Но неговите другарчиња и пријателчиња биле овде, каде што тој има починати. Јас морам да признам дека у сите овие години само еднаш бев во ова дискотека. И тоа со мојот најстар син Јоцка, кој што живее во Битола. Еднаш од сите години додека работела ова дискотека сум бил овде. И тоа пред една година со мојот син Јоцка. А имаше можност да бидам и на ова кобна вечер, кога бев поканет од мои синковци, како што умеам јас да ги кажам, и лично од Андреј, кој што живеам. Но ете, некои бизнис релации со Зочо од Прага, кој што дојде овие денови во Македонија, каде што 2 дена бевме заедно, и Јоцо, кој што исто така има починат син единец, вработен во Арама, во кобниот марш на Криволак.
Може би Бог сакал јас да не бидам тука, ниту моите синови. Но тоа не значи дека не треба да се чувствувам онака како што се чувствуваат сите родители во Кочани и во останатите градови и села во Кочани. За да го разбереме болот, секој мора да биде како тој родител, кој што изгубил или детето му се бори за живот. За да го разбереме болот на Владо Павлов, секој требаше да биде Владо Павлов, па дури и ти, но премиерот, кога водевме и се уште водеме жестоката битка против овие убијци во Кочани. Денес многумина се прикриваат. Мојата битка требаше да продолжи од понеделник. Но поради случајов, мојата битка е одложена за следниот понеделник, каде што ќе бидат однесени докази во обвинителство, во МВР, во Министерство за правда и секаде за сето оно што се правило со вакви фалсификат лиценци. Дали знаете дека фалсификат е ако одеме по ова лиценца и одземањето на камените клесани фигури кои што го означуваат Кочани? Дали знаете? Затоа што не е запишено во ниден записник и во ниту едне архивски бројчиња во УВР Кочани. Дали знаете дека фалсификат са и судските парници каде што без покана се одржувани без Владо Павлов и без мене донесени одлуки? Овде во мојот град немаме само фалсификат лиценци. Имаме и фалсификати кои што прават суди во Основен суд Кочани. Фалсификати кои што прави јавен обвинител, каде што без... Имаме фалсификати кои што прават лица од УВР Кочани. Прават записници на место каде што немало полицајци, а тие стават полицајци како сведоци. Да, не барам од никого поддршка. Ви напишав, само оставете ме во мир, бидејќи полека, но сигурно ќе се повлекувам од многу работи. Затоа што ми треба живот, затоа што сето ова го најавивме, а и ќе ја кажам вистината за ова, која што никој до сега не ја кажал, бидејќи ова е еколошка катастрофа. Министер за внатрешни работи Тошковски. Ова е еколошко масовно убиство. Премиере Тино. И мојата битка ќе си ја додржам до крај. Како што се борев сам со уште двајца мои блиски пријатели. Без поддршка од институциите, без поддршка од никого. Моја благодарност до оние двајца кои што се најблиску до мене, кои што се бореме против ова корупција во Македонија и во Кочани. И ќе ви докажам дека целата корупција ќе ја клеклеме на колена само тројца. И нема потреба да палам, да тепам или било што да правам за сето оно што го правеле овие убијци со Владо Павлов ова деценија и повеќе, а посебно последните 5 години.
Проверете ги адвокатските комори, каде што сите адвокати работат ко да више. Не се гледа клиент. Сите се заедно. Сите судии се заедно. Сите извршители заедно работат. Само ако не си ти за нивниот матрикс, ти си никој ништо. Ама некој многу ме подценија. Не наоѓам вината кај институциите. Ама ние најавивме. А сега се прашувам, дали ако се покренеше целосна разрешница за се што се правеше, немаше да дојде до ова. Вина имаме сите. Сите имаме вина. 4-5 години бдеам и велам, мајки, бдејте на своите деца. 4 години најмасовно лелекам, плачам и викам, дајте да го отвориме туризамот и вистината на Македонија, нашите деца да си ги спасиме. Денес во Кочани победи кокаинот и хероинот наспроти делата на Владо Павлов и вистината за Македонија. Сакате веруете, сакате ич ли веруете. Јас моето дело за Кочани ќе го завршам. Ќе се изборам против ова корупција без подршка од никого. И ќе ви докажам за се што се правило и дека можело и ова да се попречи. Ако имаме држава без корупција. И братот Стојанче Керамида беше до премиерот. А каде е неговата улога на оние кои што се иловирани во неговата дирекција? Каде се, брате Стојанче, твоите за да ова не се случи? Каде е папазот? Многу е че знам. Не знаеме ништо. А кога беше во прашање Владо Павлов, сите се обединија да го затворат и да го утепат во затвор ако треба. И за се што се правеше од Беврил Хилс преку Охрид и претресот во Кочани, Бог е голем. Сите вие кои што го правевте без лиценца претресот, фингиран нарачан, да ги украдете клучните докази за името Македонија. Бог ме представи колку сте вие со лиценца. Цело Кочани гледаше сир кога се борев за нив. Се подсмеваше. Една недела полиција стоеше пред мојот дом да ми смејуваат. Тоа го правеше УВР Кочани. Во центар кај што живеам до гимназија и до основно школо. Каде што сите овие деца што ги гледате вчера, секој ден поминуваа и ме оцрнуваа УВР Кочани. А зошто? Затоа што не сакам да бидам со нив. Зошто го уништи УВР Кочани, Агапи Кочани? Зошто секој ден полиција имаше кај Владо Павлов? Им сметало билјардото? Пинг-понг клопниците им сметало на комшиите, не можеле да спијат. Затоа што Агапи беше чувар на децата. Жално и бедно. Наспроти
туризмот и вистината, кај што цел свет требаше да дојде за гробот. Цел свет Кочани го дозна по ваков грозоморен чин. Победи кокаинот и хероинот наспроти делото на Владо Павлов. Тоа е Кочани мое. Секоја ви чест. И немојте да ме убедувате дека праскалките го запалиле овој објект. Сигурно тие праскалки го убили ова куче, кое што се отровило од азбестните плочи, од пожарот. Сигурно и ова куче праскалките го убиле. Дајте, не манипулирајте, да не биде друг град следен. Дали некој знае што значи ова? И дали ова пример Тино не е масовна еколошка катастрофа од овие азбестни кровови? Кажете ја вистината. Премиер Тино и Тошковски. Затоа што Бог никого повеќе нема да не трпе. А од ваков покрив, од таков пожар, да имаме толку починати и повредени. А сите сме сведоци, во секој град цели куки горат, па нема ниту еден починат. Ова е масовна еколошка катастрофа, кај што поголемиот број од дечиња завршуваат паднати покосени од тровењето, од пожарот на овие азбестни кровови. Сигурно и ова кутре на истиот начин завршило, како нашите дечиња, каде што овие влакли од овие азбестни радиоактивни плочи се лепат на белите дробови. А тоа може да го потврди обдукцијата. Ете зашто Владо Павлов траеше и зашто сакаше да биде сам. И после сето ова Владо Павлов се повлекува и останува сам во мир, затоа што никој не ми веруваше и никој не ме послуша. Кога сум бил сам, ќе останам сам без сите вас. Бидејќи не успеавме да помогнеме на нашата Македонија. И не ми лоѓете мана што не дигам телефон. Ке има реорганизација со моите активности. Од многу мина ќе се повлече. Затоа што ова е врв на нешто што не требаше да дојде. Ете, сограѓани мои, и вие мои дечиња во Кочани, синкови мои, кои што умеам да ве кажам, а вие, Чичо Владо, дозволите да победи кокаинот и хероинот наспроти делото на Владо Павлов, туризмот и гробовите по кои што требаше да биде препознатливо цело Кочани. Така одлучивте, а јас како малцинство морам да ве слушам. Ако не можам да бидам со вас, со вашите идеи и не ги прифаќам, ќе бидам настрана.
Ама сватете дека не е се така како што се вели. Се почнало од тука. За да скрене внимание, а тоа не е очекувано. За да некој спаси дупе, дошло до сето оно што дојде. Затоа ќе ве молам, дозволете ми да продолжам во мир и да се изборам сам против ова корупција и против овие убийци, каде што Кочани е држава у држава бил. Погледнете, нема никаде на друго место. Само овде. Од овој пожар почина 59 мина. Затоа го повикувам премиерот Тино да преземат активности за сите. Од обезбедување, од противпожарна, од лица од МВР, од лица шофери на болнички комбиња, од деца, да се истражи и да се бара обдукција да видиме дали овие радиоактивни честици од овај азбесен покрив се налепени на белите дробови на сите оние кои што биле на овој кобичен ден. Затоа што остава трага за цел живот. Дека ми даде некој доказ дека и ова кутре не е починало од истата, каде што многу мина дечиња за кои имаме сознанија паѓаат и не се освестуваат и умираат надвор. Многу мина починуваат на пат од овде до болница во Кочани. Сигурно ова кутре починува од истиот причинител како и нашите дечиња во Кочани. Мајки и родители, бдејте над вашите деца во Кочани. Не дозволувајте криминалците и убийците да ви ги носат на протести. А таму Чичо Владо го лева деца наши. И благодарам.